Во време кога дигиталниот свет диктира трендови, естетика и професионални насоки, инфлуенсерството представува една од највлијателните професии на денешницата. Меѓу домашните звезди на социјалните мрежи особено се истакнува името на Николина Славковска, позната како Нина Ред. Млада, автентична и инспиративна фигура која со својот изглед, став и искреност го освојува вниманието на јавноста. Нина неодамна блесна на првата модна ревија на Љупка Митрова за брендот Митров, каде што продефилира во елегантна и впечатлива црвена тоалета, боја што не е само што го одразува нејзиниот темперамент, туку и нејзината омилена. Црвената стана нејзин заштитен знак, па од тука и надимакот Ред, кој денес е дел од нејзиниот дигитален идентитет. Во своето прво ексклузивно интервју за Hype Македонија, Нина зборуваше отворено за инфлуенсерството, професија која според неа бара многу повеќе труд, искреност и конзистентност, отколку што изгледа на прв поглед. Особено интересен дел од интервјуто беше нејзиниот став за купените следбеници, појава која честопати го нарушува кредибилитетот на дигиталните креатори. Говорејќи за негативните коментари, неизбежен дел од животот на секој јавен лик, призна дека во минатото и било тешко. Во ерата на дигитализација, инфлуенсерите се новите медиуми. Тие имаат моќ да променат перцепција, да поттикнат трендови и да влијаат на потрошувачките навики. Социјалните мрежи не се повеќе само место за забава, тие се платформа за градење кариера, бренд и автентичен глас. Успешен инфлуенсер не е оној со најмногу следбеници, туку оној кој зад себе има вистинска заедница, кредибилитет и вредности. Нина Ред е токму таков пример. Млада девојка која не се плаши да биде своја, да зборува отворено и да изгледа безпрекорно, но и да покаже ранливост. Таа е доказ дека вистинскиот успех не се мери само со лајкови, туку со влијанието што го имаме врз луѓето околу нас. Нина Ред, прекрасно изгледаш, значи баш е погодена креацијата, предпоставувам работено според тебе. Кажи ми како се осеќаше во моментот на модната писта. Те гледаме, јас мислам дека не те гледам за прв пат во вакво издание, ама одамна те немам видено. Не знам како памтиш, ама точно. Не се сеќам стварно точно за која ревија стануваше збор, меѓутоа ми е второ појавување вака на модна писта, како модел, како манекенка. И искрено ви кажам, е посебно искуство и ги разбирам манекенките ништо поменуваат и таа еуфорија и трема некоја позитивна пред самото појавување. Мене само беше многу страв да не паднам по скалите, бидејќи станува збор за прекрасен црвен фустан, како кроен за мене. И ова намена, искрено се чувствував како да сум нека принцеза, нека бајка излезана. Така што ова креација што е направила Љупка, едноставно е посебна, фантастична. Нина, секогаш си на листите на најстилски облечени инфлуенсерки. Колку од себе вложуваш во изгледот, во целокупниот изглед и што те инспирира, еве за секојдневните стајлинзи, аутфити, видеа исто така имаш доста креативни? Морам да кажам дека треба човек да се посвети, треба да најде време, да сака да си го надогради стилот. Не кажам дека ова доаѓа преку ноќ или дека трае со години. Секој што ме следел по социјални мрежи или пак вака појавување, значи самата по телевизија, дека не било секоја што совршено. Меѓутоа еве како може да изгледа денеска, малку да се вложи, малку да се следи што се случува во светот и тука нели во нашите соседни земји, па некако може тоа да се склопи, да си го пренесе својот стил. Искрено уживам во оваа работа. Морам да признам дека ми е предизвик, еве и да отидам некаде. Посебно бевме на одмор и размислував како треба некоја комбинација за дадена пригода да се носи, како треба на одреден настан. Значи имаме некои работи што не сме ги знаеле, ги учиме и ги применуваме. Тоа е нешто што и Сергеј Варошле знае многу често да каже дека за некој одредени настани што е елегантно, што треба да се внимава, што треба да се додаде или одземе. Така што живи луѓе се учиме. Како што спомнав, познати си по твоето модно стилско око, но некогаш знаеш да добиеш и негативно
негативни коментари на социјалните мрежи. Како се справуваш со тоа? Дали тоа влијае на тебе и ти си имали случајно некогаш да прочиташ некој негативен коментар и да се замислиш, зошто овој човек искоментирал вака, можеби стварно не ми стои добро, дали можеби ги применуваш или ги исфрлаш овие стајлинзи за кои ти коментираат? Луѓето коментираат како и секогаш нормално. Па да, тоа не е ништо ново. Мислам на најуспешните луѓе во светот се уште коментираат, па која сум јас да не ги трпам тие моменти или предизвици во животот. Значи коментари секогаш ќе има. Јас порано можеби би рекла дека е резултат на недоволна самодоврба, каде што таквите коментари мене многу ми влијаеле. До степен да не сакам некогаш да излезам или да се консултирам со некого, бидејќи си нели на тапет и за се нешто ти наоѓаат некоја забелешка. Меѓутоа веќе го надминав тоа и некако ми е многу сладко кога ќе прочитам некој коментар дадено дали врз основа на моето лице или коса или фустан или било каква комбинација што ги пласирам по социјалните мрежи. Мене ми е така сладко, викам, знаете што? Па вие коментирајте, па вие нас ни требате. Затоа што и без вас ние не би биле толку искоментирани, слушнати, видени. Некогаш и кажам коментирајте, ставете само најубава слика од мене. Арно, ама да, немам ништо против тоа, така што се е во ред. Иако треба многу да се збори на таа тема за помладите луѓе, меѓутоа тоа за нека средна прилика. Си се расплачала ли некогаш од негативен коментар? Секако дека да. Мислам, живи луѓе сме, тоа сигурно се случувало претходно кога нели кажав и пред малку дека кога немаш нели доволна самодоволба, тоа се случува и некогаш се поставуваш прашања дали е до мене, што се случува, зошто цело време забелешки се наоѓаат де за веките, де за усната, де за не знам начин на кој што ти се шминкаш, коса дали имаш кратка, плава, шатирана, црна, кафена, долга, кратка или што носиш, се нешто е нели на тапет да се искоментира. Меѓутоа нема ништо против тоа, едноставно веројатно со тек на годините и тие ми се да веќе само викам добре, дојдовте, веќе чекав, јас одвеќе чекам да видам што ќе имате да кажете, иако денеска немам многу време да им видам што пишуваат. Морам да те прашам како инфлуенсер и како човек што си вклучена во целиот овој процес, што мисли за купени инфлуенсери на Инстаграм, на ТикТок или на слични социјални мрежи? Или ете поточно, што мисли за луѓето кои што си купуваат? Па искрено да бидам, имам јас на моите социјални мрежи, мислам 18.000 на Инстаграм, 40 на ТикТок, што мене лично нешто многу не ми значи. Тоа сум сакала да имам илјадници следбеници или не знам милионски прегледи, тоа има денеска мал милион начини како да може да се купи. Меѓутоа, што да имам јас мислење за тоа? Мислам дека не се искрени пред себе. Затоа што знаете како ќе купите лајкови, ќе купите коментари и тоа го има, ќе купите и прегледи, меѓутоа кога ќе се приберете дома вие само ја знаете вистината. А јас велам подобро еден да те лајкнам, а еден вистински. Па и во живо и вака на социјални мрежи. Значи само да бидат што поискрени кон себе, вистината знам дека боли. Ама чекор по чекор искрено се тера тој пат. Нина, ти благодарам, да не те задржувам, ќе те препуштам да уживаш во оваа прекрасна вечер. Ете Октај те чека таму, се пресоблекол. Октај, дојде тука. Ете вистинската слика се јас ќе се пресловечам тука. Ја конечно зема воздух. Мора да признаеме дека Нина седи соблечена до пола, откопчена. Соблеков понечено затоа што не може воздух да земам више. Ако треба реално да покажам дека ова ми е реалниот фустан овде, само што соблеков за вас да ви го покажам што носам, така што одве чекам да се раскомотам. Така да не ве задржуваме, дечки, уживајте во вечерта. Ви посакувам се најдобро, се гледаме во некој наредно издание. Фала ти Ели што ни пружа прилика да кажеме нешто и да ја заблагодариме на Лјупка што не даде можност вака да бидеме дел од еден ваков прекрасен спектакуларен настан како што нејзиниот. А што треба да кажеме на крај? Тука е Октај и Нина. А вие гледате Hype TV. Hype TV.